Кратки најави за денес. 600 социјално загрозени семејства обезбедуваат оброк преку Црвен крст Охрид. Започна хуманитарната акција за борба против гладта. Нова апаратура за дијагностички тестови во Центарот за јавно здравје Охрид. Има ли градежна офанзива во Охрид? Советниците ги споделија своите ставови во емисијата Прашалник. Охрид и Вевчани дел од проект на UNDP за техничка документација за подобрување на локална патна мрежа. Кут Дримкол ја представи македонската традиција во европскиот град на културата Веспрем. За најавените и за останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и посвежо со дневни температури кои ќе бележат пад. Максимумот 16 степени. Во текот на ноќта во вторник умерено облачно, ветровито и свежо. Утре во Европа, на југ од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, на запад од Пиринејскиот, умерено облачно и нестабилно со обилни врнежи од дожд со засилен ветер и пад на температурите. Локален дожд се очекува во северозападниот дел од Европа. Во останатите делови од стариот континент, сончево со локална облачност и студено време. На Балканскиот полуостров во вторник умерено облачно време со сончеви периоди, ветровите и свежо со пад на температурите. Во јужните и источните делови нестабилно со дожд и пад на температурите, максималните од 11 до 29 степени. Во Македонија во вторник облачно и нестабилно време со обилни врнежи од дожд, ветровито и свежо со дополнителен пад на температурите. Пообилни врнежи од дожд во западните, северозападните и источните делови, каде локално се очекува да наврнат од 20 до 25 литри на метар квадратен на 2700 метри надморска висина снег. Минималните температури од 2 до 11, максималните од 9 до 15. Во Охрид во вторник облачно и нестабилно време со обилни врнежи од дожд, ветровито и свежо. Локално се очекува да наврнат од 20 до 30 литри дожд, минималната 6, дневната 11 степени. Во среда во утринските часови појава на магла, во текот на денот времето умерено облачно со сончеви периоди и потопло. Минималната 8, дневната 17. Во четврток и петок веќе претежно сончево време со локална облачност и повисоки температури, минималните 6 односно 7, максималните дневни 20 односно 22 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпа Инвест. Октомври, месецот на попусти, стигнува во Кармен Бау Центар во Охрид. На 17 и 18 октомври искористете ја широката понуда на висококвалитетни производи и алатки од светски познатите брендови DeWalt, Stanley и Bosch со попусти до 25%. Искористете ја распродажбата на избрани парчиња алатки со неверојатни попусти до 45% од брендовите Verto и Grafit. Дополнителни попусти на фасадни системи од висококвалитетниот бренд Бекамент, како и на системи за сува градба од светски познатиот бренд Knauf. Не ја пропуштајте специјалната промоција на светски познатите брендови Velux и Soudal, кои ги нудат најновите иновации во областа на градежните материјали. Со Кармен Бау Центар Охрид бидете дел од модерното градежништво со ексклузивни понуди од светски брендови. Нашите стручни тимови се тука да ви помогнат во секој чекор од вашите проекти. Телефон 046 258 285. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории,
Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг, село Оровник. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. 600 социјално загрозени семејства за кои обезбедувањето храна е најголем предизвик, досега побарале помош во организацијата на Црвениот крст од Охрид. За таа цел Црвен крст од Охрид традиционално ја организира кампањата за Ден на борба против глад под мотото "Помислете и на нас", со цел поттикнување на граѓаните, компаниите, фирмите и така натаму активно да учествуваат во оваа хуманитарна акција. Председателот на Охридскиот Црвен крст Сашо Точков упати апел до сите хумани луѓе кои може да помогнат. Моментално најпотребна е храната и со доаѓањето на зимата огревното дрво. Храната е најголем приоритет кој треба да се обезбеди, а потоа да се соберат сили и да се надминат и другите потешкоти во животот. Дополнителна закана за најранливите лица и семејства е енергетската криза со што се продлабочи несигурноста во обезбедувањето и подготовката на храната. Социјално ранливите семејства често бараат најмногу храна токму во Црвениот крст, кој има улога да го намали страдањето и да даде поддршка во најтешките моменти. Какви и да се цените, како и да е ситуацијата економската состојба на голем дел од граѓаните овде на Охрид е навистина многу лоша. Тоа го чувствуваме не само сега, години наназад, работиме со преку 600 семејства на социјално загрозени лица кои што се на територијава на Охрид и Дебарц. Најповеќе храна, како што се ближат зимскиот период, се зголемуваат барањата за огревно дрво, за да можат да се затоплат во зимскиот период. Имаме кои што бараат и сметки за струја да се платат, кои што им се исклучени струјата па бараат приклучоци, значи секакви барања, секакви потреби. За таа цел Црвен крст од Охрид традиционално ја организира кампањата за Ден на борба против гладта под мотото "Помислете и на нас", со цел поттикнување на граѓаните, компаниите, фирмите и така натаму активно да учествуваат во оваа хуманитарна акција. Се соочуваме навистина со ситуации каде што луѓето едва преживуваат, едва спојуваат крај со крај, односно се борат за леп, буквално за леп. Имаме една акција со жито леп од Охрид, која што тече веќе 2 години, каде што сите оние пецива кои што ниф им остануваат,
кои што не се продадени во текот на денот се даваат на социјално загрозени семејства. Годинава Меѓународниот ден на борба против глад, 16 октомври, и неделата на борба против глад, која се одвива од 16 до 22 октомври, ќе го одбележат со активности насочени кон прибирање доброволни прилози во прехранбени производи и парични средства од хуманите наши сограѓани и општествено одговорните компании, наменети за набавка и подготовка на хуманитарни пакети за социјално најзагрозените семејства од Охрид и Дебрца. И овие се кампањски акции кои што ги правиме се со цел да излеземе во пресред на граѓаните кои што се соочуваат со вакви екзистенцијални проблеми. Апелираме до сите оние кои што можат, кои што сакаат, кои што се хумани, да се обратат до Црвениот крст. Имаме механизми, имаме волонтери, имаме мрежа на волонтери на секаде кои што пријавуваат и кои што можат да ја дистрибуираат таа помош. Значи стоиме на располагање со нашите тимови. Во текот на неделата на борба против гладта од 16 до 22 октомври во повеќе градски маркети ќе бидат поставени пунктови на Црвениот крст со видно одбележени корпи во кои хуманите граѓани ќе може да стават донирани прехранбени производи. Од донираните средства и собраните намирници во кампањата ќе се подготват хуманитарни пакети, прехранбени производи дистрибуирани до крајните корисници. Од Црвениот крст упатуваат апел до сограѓаните, компаниите, фирмите, институциите да се вклучат во хуманитарната собирна акција на Црвениот крст од Охрид и според своите можности да дадат придонес во олеснувањето на секојдневието на социјално најзагрозените семејства од Охрид и Дебрца. Нови диагностички тестови во Центарот за јавно здравје на молекуларно ниво со RT-PCR технологија. Новата апаратура и автоматизираниот систем за молекуларна диагностика е со интегрирана екстракција на нуклеински киселини, ДНК, РНК, PCR амплификација, се тоа во реално време и секако со интерпретација на резултатите. Оделението за микробиологија при Центарот за јавно здравје од Охрид се опреми со најнова апаратура и целосно автоматизиран систем за молекуларна диагностика. Во системот се интегрирани екстракција на нуклеински киселини, ДНК и РНК, потоа PCR амплификација во реално време и интерпретација на резултатите. Со воведување на молекуларна диагностика, Центарот за јавно здравје од Охрид овозможува на корисниците да добијат брзи и точни резултати со следните анализи: скрининг на присуство на високоризични типови на хуман папилома вирус ХПВ скрининг, одредување поединечни генотипови, генотипизација на 14 високоризични типови на хуман папилома вирус ХПВ кои се застапени на Балканското подрачје и докажување присуство на кламидија трахоматис во гинеколошки, цервикални брисеви, кај трудници или со редовни прегледи. Политички препукувања и несогласување меѓу советниците од власта и опозицијата кои беа гости во дебатната емисија Прашалник на ТВМ телевизија. Според локалната власт во Охрид има градежна офанзива, но опозицијата вели ништо од тоа не виделе. Политички препирања и несогласувања беа дел од дебатната емисија Прашалник на ТВМ телевизија на тема локалните политики. Градските советници, представници на власт и опозицијата имаат потполно различни ставови и гледишта на сите теми. Како представник од власта, советникот Перчо Божиновски ја пофали локалната за изградба и реконструкција на голем број улици, канализациона и водоводна мрежа. Божиновски во Прашалник кажа дека над 75% има реализација програмата за комунална инфраструктура. И покрај тешкотиите и покрај оние проблеми со кои се соочува локалната власт, може да се забележи дека се работи на секое поле. Конкретно во овој момент, ево додека доаѓа во емисијата, значи започнати се мерењата и оние потребни градежни активности за реконструкција на улицата Гоце Делчев. Моментално и се асфалтира улицата Сатеска, така што не постои дел доколку помините низ градот, а да не се види некоја градежна активност. Во овој период, во овие 2 години, колку што се изградени детски и спортски игралишта
повеќе функционални. Мислам дека за 7 години Агенцијата за млади и спорт нема изградено толку спортски игралишта. Советничките од СДСМ, Живка Ангеловска и Левица, Виолета Аврамовска, сосема спротивно, велат не виделе ништо од градежната офанзива. Јас не ја гледам. Веројатно колегата Божиновски ја гледат, јас навистина не сум ја видела. Ако програмата, ако се погледне реализацијата на буџетот, која што разгледувавме пролетта, тогаш навистина ќе имате представа дека со градот раководи една гениална, совршена локална власт, затоа што реализацијата на програмите од комуналната инфраструктура беа со 99, а имаше и такви програми со 100%. Реализација. Меѓутоа, ако прошеташ низ градот, тогаш ќе видиш дека бројките се нешто друго, а реалната ситуација е апсолутно нешто сосема друго. Она што јас моментално сега го гледам, веќе реконструкција на веќе реконструирани тротоари, еве конкретно тротоарот на булевар Туристичка. Ако не се лажам, тој тротоар беше реконструиран пред 3-4 години. И сега гледам дека бекатон плочите се вадат, со децении се случува, асфалтираме веќе асфалтирани улици, асфалтираме, потоа ја копаме истата улица за канализација, за нешто што се испуштило да се сработи и така се трошат нашите народни пари, недомајкински. И кога треба да кажат барем еден убав збор или пофолба за политичкиот опонент, и тогаш сите се штедат. Немаат убави зборови, ниту исти мислења и ставови. За останатите теми, јавните предпријатија, економската криза, крупните проекти, вработување и слично, погледнете емисијата Прашалник на YouTube каналот на ТВМ телевизија. Започна процесот на подготовка на проектно-техничка документација со цел подобрување на патната мрежа на југозападниот плански регион, проект подржан од UNDP. Центарот за развој на југозападниот плански регион и општините Охрид, Вевчани, Дебар, Пласница и Кичево ја започнаа реализацијата на проектот за подготовка на проектно-техничка документација со цел да се подобри патната и комуналната инфраструктура во регионот. На дводневна обука организирана од страна на UNDP, представниците на Центарот за развој и општините со помош на експерти ги разработуваа клучните елементи од проектниот циклус во градежништвото. Проектот на Центарот за развој е во висина од околу 4 милиони денари и во следниот период се очекува да биде подготвена потребната документација со цел да може да се изврши реконструкција, рехабилитација и изведба на локалната патна мрежа во споменатите општини, информираат од Центарот за развој на југозападниот регион. Проектот е одобрен во рамки на првиот циклус на грантови за изработка на техничка документација, поддржан од страна на владата на Шведска, UNDP и од Бирото за регионален развој. Црвен крст од Охрид во периодот од 10 до 16 октомври годинава со едукативни работилници, предавања, мерење на шеќер во крвта. Традиционално ја одбележува неделата на борба против шеќерната болест, која има за цел за подигнување на свеста на населението. Затоа што представува дијабетот колку е застапен во светот и превенција од појава на шеќерната болест преку промовирање на здрави животни навики, се одржа едукативно предавање на корисниците и волонтерите од програмата Грижа за стари лица, најди време, а овогодинешната тема беше здрави животни навики во превенција на дијабет. Изминативе неколку дена беа посветени на борбата против дијабетис. 44.000 лица со дијабетис има на територијата на целата наша држава. По тој повод денес, 16 октомври, доктор Сонја Стурлакова Димовска одржа едукативно предавање на корисниците и волонтери на програмата Грижа за стари лица, најди време, а овогодинешната тема беше здрави животни навики во превенција на дијабетис, со цел подигање на свеста за превенција и за навремено дијагностицирање на дијабетот кај постарата популација. На предавањето присутните покрај тоа што се запознаа со
ризиците и факторите кои доведуваат до појавата на болеста, можеа да добијат и совети во однос на измерената количина на шеќер во крвта по претходно мерење од доктор Сонја заедно со волонтери од клубот на млади при Црвениот крст од Охрид. На предавањето беше спроведено и анкетно истражување, анкета за дијабетот и за животните навики меѓу учесниците. Од поноќ поевтинуваат бензините, а дизелот и екстра лесното масло за домакинство поскапуваат, одлучи денес регулаторната комисија за енергетика. Евросупер БС95 се намалува за 1 денар, а Евросупер БС98 за половина денар, додека дизелот и екстра лесното масло за домаќинство поскапуваат за 1 денар. Согласно одлуката на регулаторна, новата цена на Евросупер БС95 сега ќе биде 80 денари за литар, а Евросупер БС98 ќе се продава по цена од 82,5 денари за литар. Новата цена на дизелот сега е 82 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство ќе се продава по 81 денар за литар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,26 денари за килограм и сега ќе изнесува 45,3 денари за килограм. Културно-уметничкото друштво Дримкол од Вевчани ја представи македонската култура, традиционалните песни и ора во европскиот град на културата Веспрем во Унгарија. Вчера во Европскиот град на културата за 2023 година Веспрем Унгарија, културно-уметничкото друштво Дримкол од Вевчани ја представи македонската култура преку одржување на концерт во центарот на Веспрем на плоштадот во Стариот град. На концертот беа изведени песни и ора од различни етнички предели од нашата држава. За нас е чест што ја представуваме Македонија во Европскиот град на културата. Одлично сме пречекани во Унгарија и среќни сме што сите концерти кои ги одржавме беа посетени од многу бројна публика со многу позитивни реакции, изјави од културно-уметничкото друштво Дримкол. Во Унгарија играорците на Дримкол одржаа 3 концерти во Мохач, Осен и Веспрем. Оваа турнеја започна уште на 11 октомври со концерт во градот Краљево во Србија, кој го посветија на одбележување на државниот празник Денот на Републиката. Проектот презентација на македонската култура во Веспрем е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија. Следуваат вестите од светот. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави дека Блискиот исток е на ратна бездна и го повика исламистичкиот Хамас веднаш да ги ослободи заложниците, а Израел да обезбеди хуманитарен пристап до појасот Газа. Гутереш рече дека Обединетите нации имаат залихи на храна, вода, прехранбени производи, медицински материјали и гориво во Египет, Јордан, Израел и незападниот брег кои би можеле да бидат испратени во Газа само за неколку часа, доколку можат безбедно и без пречки да се испорачаат. Поголемиот напад на Хамас Израел го поврза обезбедувањето основни услови за цивилното население во појасот со ослободувањето на израелските заложници кои ги држи исламистичката организација. Повиците на Израел до жителите на Газа да напуштат областа беа широко критикувани, вклучително и од Обединетите нации кои предупредија на хуманитарна катастрофа. Хуманитарна катастрофа без преседан во тек во појасот Газа, соопшти Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци. Ниту капка вода, ниту зрно пченица, ниту литар гориво не е дозволено да влезе во Газа во последните 8 дена, рече Филип Лазарини, шеф на Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров пристигна во Пекинг, соопштија руските власти. Министерството за надворешни работи на Твитер објавија дека Лавров е во кинеската престолнина како дел од руската делегација, а Пекинг е домаќин на представници од 130 земји кои ќе одбележат деценијата на иницијативата Појас и пат во вторник и среда. Клучниот геополитички проект на кинескиот председател Си, но сите очи се насочени кон Путин, кој минатиот месец му кажа на кинескиот министер за надворешни работи дека е среќен што ја прифатил поканата на Џинпинг. Рускиот министер Сергеј Лавров ќе ја посети Северна Кореја на 18 и 19 октомври, објави Руското министерство за надворешни работи на својата веб страна. Поранешниот фински председател и познат дипломат Марти Ахтихцари утрово почина во 6 часот и 40
минути во Хелсинки информираат од кабинетот на председателот на Финска. Поранешниот председател Ахтисари имал 86 години, пренесуваат финските медиуми. Мартио Ива Калеви Ахтисари бил председател на Финска од 1994 до 2000-та. Бил 10-ти председател на Финска. Пред неговото председателствување имал неколку важни функции во Министерството за надворешни работи и Обединетите нации. На Балканот е познат по неговата улога како специјален пратеник на Обединетите нации за статусот на Косово. По неговото председателствување Ахтисари е основал почитуваната мировна организација за посредување ЦМИ Мартија Ахтисари мировна фундиција и работел во меѓународни мировни преговарачки задачи за посредување. Како признање за неговата долгогодишна работа на мирот, на председателот Ахтисари му била доделена Нобеловата награда за мир во 2008 година. Тој веруваше во луѓето, цивилизацијата, добрината и живееше одличен и извонреден живот. Беше председател во времења на промени и ја одведе Финска во глобалната ера на Европската Унија, вели председателот на Финска Саули Нинисто во соопштението за медиумите. Маж во САД е обвинет за убиство и други злосторства од омраза откако избодел 6-годишно момче и 32-годишна жена само затоа што били од муслиманска вероисповед. 71-годишниот Джозеф Чуба со нож нападнал две лица во Пленфилд, Илиноис, при што го усмртил малолетникот и повредил една жена. Полицијата соопшти дека нападот бил поттикнат од тековниот конфликт меѓу Хамас и Израел. Американскиот председател Бајден рече дека му се гади од овој напад врз мајка и син кои биле палестинци и американци. Чуба е обвинет за убиство од прв степен, обид за убиство од прв степен, злосторство од омраза и тежок напад. Во саботата утрото полицијата добил повик од жена која рекла дека е нападната од сопственикот на станот каде живеела во Пленфилд и дека истрчала од бањата. Полицијата го пронашла Чуба како седи на земја во близина на патеката каде се влегува во стамбената зграда. Убиеното момче Вадеа Алфајоме е родено во САД, мајката Хаан Шахин во потекло од западниот брег дошло во земјата пред 12 години. Вадеа имаше роден ден само пред неколку недели. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ве благодарам за довербата. Пријатно.